Времето за лидерска помина, сега е дојдено време за предвремени парламентарни избори. Ова е пораката која и денеска му ја испрати опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски на премиерот Ковачевски, кој вчера во изјава за медиумите ги покани сите освен левица да се приклучат на широката владина коалиција, за да може да се пристапи кон отварање на уставот со потребното двотретинско мнозинство. Мицковски пак денеска не сакаше да го коментира ова, само порача дека е време оваа власт да си замине. Тајминг е за оваа влада криминална, на ДУИ поддржана од СДСМ да се замине, да го ослободи народот, да ослободи Македонија, за да може да дојдат луѓе кои што знаат како и да ја развиваат државата. Тајминг е оваа влада да замине. Темата околу отварање на уставот повторно се враќа на политичката агенда на партиите и лидерите, од што пак во голема мера ќе зависат и релациите на официјална Софија со Скопје. Оваа тема под лупата и на меѓународната заедница и Европската унија, во која пак одредени земји членки и нивни представници и аналитичари, коментирајќи ги односите меѓу двете земји во интервју за Европат, велат дека е крајно време за подобрување на односите и сакаат да помогнат околу тоа. The most important thing is that Macedonia has an ally inside the European Union that can rely on. And I think that the Czech foreign policy and also the embassy here made an enormous effort to be a relevant player in Brussels in this regard. So that Macedonia has an ally in the European Union. Поранешниот претседател на МАНУ Владо Камбовски пак во интервју за Аргумент Плюс посочи дека моменталната атмосфера во македонско-бугарските односи не создава амбиент за спроведување на уставните измени во оваа етапа во која се наоѓаме во моментот. Сите тие околности па и пропусти создадоа една клима во која сега имате расположение против уставни промени. Не може да дојде подпредседател или председател или висок функционер на друга држава и да шири овој омраза или овој негаторски ставови кон народот во друга држава. Коментирајќи ги односите меѓу Скопје и Софија во интервју за Рацин МК, министерот Османи вели дека ќе мора партиите да се надминат себе си и да се постигне надпартиски консензус за уставни измени. Односно, промената на уставот е важно за продолжување на процесот на преговори и тука ние ќе мора да постигнеме надпартиски консензус, да ги оставиме интересите на дневната политика, да седнеме и да ги анализираме сите аспекти про et контра за уставните измени. Сепак за актуелните случувања со нашиот источен сосед говори и неодамнешниот настан во Софија, кога беше разрешен режисерот Моров од страна на директорот на Народниот театар поради забраната македонската актерка Билјана Драгичевиќ Пројковска да гостува во театарска представа, пошто интелектуалци од Бугарија собираа петиција за оставка на директорот на театарот.